земеделска дейност да си плаща трудове. Значи под регистриран земеделец се подразбира да биде внесен во регистърот на земеделски стопанства во МЗШ. Значи постојен систем се вика фарм регистр и сите луѓе кои што се занимаваат со земјоделие, значи слободно може да се внесат во регистърот на земеделски стопанства. Значи тоа не станува збор нити за фирми, нити за ништо. Во регистърот на земеделски стопанства и правиме разлика дали е примарна дейност или дополнителна дейност. Сите тие луѓе што се без работа и им е приоритет земјоделието, значи ги водиме како примарна дейност, а сите тие што административци вработени, значи како дополнителна дейност. Значи не правиме дискриминација на примарна дейност и на секундарна дейност. Значи во Делчево и Македонска Каменица имаме околу 3200 активни регистри. Во самиот тој регистр постои носител на земјоделското стопанство, на чии име се исплаќаат субвенции и членови во земјоделското стопанство. Значи носител на земјоделското стопанство сега има можност да поднесе барање за да му се издаде дозвола од Агенцијата за информатичко општество и администрација. На тие луѓе, значи процентуално земено, некаде околу 60-70% има регистри, другите немаат регистри. Значи сега моментално луѓе кои што подносат за дозволи од другото министерство, значи вика да биде носител на земјоделското стопанство и да не биде постар од 67 години. Доколку има, значи носител е постар од 67 години, значи дава се можност на членот на земјоделското стопанство, не како член фамилиарно, кетка, син, внук и така натаму. Значи треба да биде внесен во самиот систем, да имаме ние податоци, за да можеме на тоа лице да му издаде дозвол, ние да поднесеме барање. Сега постава се до друго прашање. Не е проблем ние да го додадеме како член. Значи правиме дополнителни гужви по банки. Значи треба да се платат административни такси. На изјава треба да се даде кенотар дека како член се согласува да биде во тоа стопанство. Значи избегнуваме тие гужви по банки, по институции, значи да ги носиме во парламент. Сега, значи до сега имаме некаде сигурно над 250 до 300 дозволи издадено, поднесено барање и издадени дозволи. Тука се појавува еден револт кај остатокот тие 40% што ги спомнувам. Значи тоа се лица што воопшто нема фарм регистр и тие лица имаат свињи, крави, што апсолутно не сака ништо, пчеларници, значи не сака никаква помош од државата, нити субвенции, нити по некои програми да аплицираат. Имаме голем проблем со тие луѓе, значи сметаа дека не сакаме ние да им поднесеме барање за да добијат дозвола и слично. Дури сега се појавува и дополнителен проблем на веќе издадените дозволи, значи пред новата состојба не беше до 9 сата во работен ден, после 9, сега е до 16 часот, 4 сата. На тие дозволи пише дека е трајна дозвола, значи има ограничување само веќе за викенд. Ние од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство добивме еден допис дека на седница на влада е договорено сите тие дозволи што се издадени пред новата забрана, значи да важат и во работен ден. Значи сега не знам дали МВР има некоја информација добиено од повисоко ниво, дека сите тие се навлада дека имаме си дека места каде и подржувањето на тези дозволи ги има. Од едни добитни служби не дека и дозволите што се издадени важат. Важно да се продолжува. Продолжуваме и за работен ден. Сигурно има такава информација. Друго, значи почнува да се јавуваат лица земјоделци што стварно дека имаме проблеми од страна на МВР. Значи тоа е конкретно вика треба да има подпис и печат од министерот за информатичко општество и администрација. А сите тие дозволи има електронски печат. И вчера ми се јавува. Исто и вчера направиме проблем на земјоделци дека жали ни издаваат тие дозволи кога вика ние имаме проблеми. И ја мислам дека треба да има малку и како да кажа,
разбиране от страна на службениците, на полицайците. Ние имаме разбиране, не го имате там и от 48 година си издавал и... Значи, люди си сега, слушай, сега ти я споделя тази информация. Първично нямаше забрана на лица от 6-7 години. Значи ние точно издадени са не 4 до 5 дозволи. На всички тия луки, я лично не се яви, кажах им дека. Първично се издаваше дозволи на лица после до 6-7 години. Добихме допис дека важността на тези дозволи важа до 31-3. Значи всички тия лица са известни. И нема да злоупотребува. Значи точно има. Ама известни са... Само нещо. Не правим ние проблем. Знаем от има чепиркози, има ярища моради. Има такви, я на Бълбойчо Башамо, я има ги тук по 200 метра, 300 метра от тук градове. Е забранено движението за всеки, а и чуванието на стока е забранено, толерираме. Не да не толерираме. Ама и вие можете да дадете на нити и да се каже времето от тая до тая. Не е още дозвола да се шекате по пашитно. Не може. Ако му е иманието на това от Ново Делчево до градското или до такова, нека му е иманието. Не може да чепте ли сега, значи, отия дозволи ще дадем податъци. Име, презиме, матичен брой, и место, точка А до точка Б,